Како и во изминатите месеци и веќе 2 сезони, така и во оваа трета сезона ќе покануваме гости од општествената сцена, културата, уметноста, сватања во најширока смисла на тој збор. Чест ми е да отворам оваа сезона со Боријан Зафировски, режисер, кој што деновиве ја доби наградата за најдобар филм на Балканскиот фестивал, филмски фестивал во Подградец, Албанија, во конкуренција од 40 филмови од регионот и пошироко. Ви честитам на почеток, Боријан. Благодарам. Добро дојдовте во утрински брифинг. И на почеток сакам да ве прашам за тоа, бидејќи ефектот на среќата, што вашиот филм имаше премиера некаде крајот на 2019 во ноември некаде, и потоа се случи пандемијата. Дали кината почна да се затвараат, фестивалите да се одложуваат, дали на филмот му го забави тоа животот, се разбира, како и на сите други? Да, како и во многу други области, за жал и во филмската индустрија замре целиот процес на промоција на филмови, како во кина, така и по фестивали. Така да и ние бевме дел од таа приказна и таа несреќа да само 10 дена после премиерата на филмот, значи настана оваа ковид ситуација и беше све затворено. Еве сега прв пат, значи, почнуваме да одиме по фестивали, почнува филмот да игра во живо, да речеме Поградец, иако беше пети интернационален фестивал на кој што филмот беше прикажан, беше прв пат прикажан во живо, што за мене беше едно големо искуство, дури не верував дека ете на еден таков фестивал, толку многу ќе се радувам што ќе бидам присутен и што за прв пат ќе имам некаков фидбек од жива од публика. публиката, да. Да се подсетиме за оние што го виделе, за оние што сакаат да го видат. Сценариото е на Дејан Дуковски, ваше и на Огнен Георгиевски. Да се подсетиме за што беше всушност овој филм, за што се работи? Да, филмот беше инспириран можеби од балканската филмска индустрија која што се уште обработува премногу, значи не само тешки теми, не е проблем, не се проблем тешките теми, него проблем е начинот на кој што таа ги обработува. Да, зафрлени села како метафора, како реалност. И тоа е просто еден тренд кој што сиромаштија. ние сами на себе си го наметнавме, бидејќи свативме дека тоа најдобро се продава. Значи, еве сега баш на фестивалов во Поградец, италијаните коментираа, вика тоа е се како филмувани вести. Вика тоа веќе не е уметност, него се филмувани вести. Тој така наречен синема верите, кој што оригиналниот синема верите е високо естетски правец сега, значи под во таа насока се работи, но на еден многу неестетски начин. Така да мојата идеја беше, ако поготово што во уметноста е познат Вертеровиот ефект, кога Гете ја напишал Страдањето на Вертер, по издавањето на книгата, книгата имала толку негативен ефект што процентно на самоубиства кај младите луѓе пораснал за 30%, и таа книга била забранета во неколку земји. И јас си реков, ако постои нешто како Вертер ефект, мора да постои нешто обратно во уметноста што ќе продуцира позитивен домино ефект. Така да јас сум некој можеби прв кој што го направи тој термин happiness ефект. Значи не постои пред тоа. Значи тоа би било некој позитивен домино ефект во уметноста. Иако во филмот главниот лик се соочува нели со една животно загрозувачка ситуација, една болест. Имате вие и критика таму и на здравствениот систем, не дека нема критика и нема она што се вика влесна реалноста во филмот. Сепак емитувате позитивност, оптимизам. Значи, целата поента на мојата уметност не е да не се говори за проблемите, апсолутно треба да се говори за проблемите, но моделот како ќе се говори, прво може да биде на високо естетско ниво, второ има емотивни модели или филмски модели, да речеме се сеќавате на Ла Вита е бела, пример, Животот убав. Значи таму збори за најголемите светски хорори од 20-тиот век, а се представени на еден начин преку контрапункт со хумор и со
една животна приказна која што е многу подлабока него да ги гледаме се сите хорови што се случува, да. Не знам, ќе се согласите, верувам, еве и најновите успеси на вашите помлади колешки, Дина Дума и Апчевска, и предходните филмови кои што отидоа по светските фестивали, вклучително и вашиот, како да произведува еден нов бран во македонската кинематографија, односно една нова естетика која што раскинува, драстично раскинува со оваа слика за која што кажувате, нели, последиците од војната, крвопролевања, насилства и малку мет. Да. Па мислам дека ова е една нова генерација која што стварно изморена веќе од тие теми и добре ваков бран, значи јас стварно сум многу позитивно изненаден, многу среќен за моите колеги, бидејќи знам колку е тешко да се дојде до тој успех, така да некако сите заедно, мислам дека тука има и други режисери, да не ги набројувам се, да не заборавам некого, но мислам дека една цела нова генерација има која што доста добро работи, среќа што значи малце што се створија услови во филмскиот фонд да имаат луѓето можност. Значи ова е стварно со многу малце постигнато многу. Значи ова да се преведе во спорт, тоа е као луѓе што играат втор пат фудбал да се на европско првенство. Така да мислам дека тек допрва ќе гледаме резултатите, значи на работењето на филмскиот фонд и на каков таков некаков подобар систем. Дали се согласувате дека постои нова естетика заедно со овој пробив? Па да, апсолутно мислам дека една нова генерацијска естетика неминовно доаѓа, со тоа што не значи дека ние порекнуваме старата естетика, бидејќи сепак ние сме школувани од постарата генерација на професори и можам да кажам дека практично ние надоградуваме, не би рекол дека значи ние комплетно менуваме, него едноставно надоградуваме она што било направено пред нас, бидејќи, да речеме, филмовите на Столе Попов, не можеме да кажеме дека таа естетика не е вредна или дека ние са нешто правиме повредно, него ја мислам дека едноставно, како да кажем, на нивни грб, сега не само Столе, воопшто и режисерите во однос на филмската историја, ние сме некако на грбот на режисерите кои што работеле пред нас. Што е природно надоградување. Да. Сега сакам да ве прашам и тоа дали филмските фестивали во светот, во Европа, се расположени и веќе се отвараат кон естетиката која што е слична на европските филмови, ајде да не одиме пошироко, и се одвикнува пополека да ги гледа балканските филмови овака како што ги опишавме, нели, со сите тие метафорични или реалистични слики на ужасот. Да, ја мислам дека сега некој период каде што се прекршуваат тие некои естетски вредности и побарувања, да речеме, имав проблем со доста дистрибутери кои што ми велеа ова не е типичен балкански производ, не би знаеле каде да го продадеме. Значи, они им се допаѓа филмот, сакаат, но не знаат каде, бидејќи едноставно некако како да се имаме брендирано што ние тоа произведуваме, каков тип на филмови произведуваме и често ми велеа Боријана, ако сакаме ние љубовна приказна, ќе ја земеме од Франција, нема да ја земеме од Балкан. Ако сакаме социјална драма да продадеме, тоа ќе побараме од кај вас. Така да, се уште постојат тој тип на клишеа, но мислам дека ние као некоја понова генерација сме тие кои што треба и ќе ги прекршуваат, значи, овие вредности, бидејќи да се гледат еден уметник, режисер или било каков артист кроз призмата на тоа од каде он потекнува е на многу narrow-minded, на многу тесна рамка. Така да мислам дека ова допрво ќе се менува. Така, новата генерација, вклучително и со вас, нели, сакате повеќе универзални, некои општочовечки прашања, еве Апчевска зборува за осаменоста, Дина Дума зборува за малолетничкото насилство, вие сакате да зборувате за среќата и за љубовта кон животот. Дали сега пак постои еден друг тренд дека некои
социјални жешки прашања, актуелни прашања полесно поминуваат кога се обработуваат во филмовите. Да, апсолутно. Проаѓаат многу полесно и тоа е секогаш за режисерите на голема замка. Некогаш во име на брза слава се работат Или такви... добивање полесно средства. Да, се работат такви проекти, но тие долгорочно зависи што ви е побитно во животот. Значи, ја веќе уметноста што кога ја креирам, ја гледам веќе во контекст на 5-10 века. Значи, често ја споредувам филмската уметност со сликарството, бидејќи сликарството има и гледаме дека има капацитет да останат слики, значи и 10 века релевантни. А со филмската индустрија се прашам колку од филмовите во овие последни 100 години ќе останат, значи уште 10 века. Веројатно 10-15 филмови и мислам дека единствено е вредно да се твори во тие параметри. Ја не велам дека ќе направам таков филм што ќе остане, но тоа се параметрите во кои што размислувам. Значи не размислувам да само да земам некоја награда или пари побрзо, него едноставно што би било вредно во контекст на едно поголемо време. И тука доаѓаат, значи, како приоритет тие некои универзални приказни вредности, многу пред него некои дневно политички теми кои што може да донесат брза слава. Само на крај кратко, што работите сега, бидејќи знам кога ќе завршите филм, Да. тој веќе си живее свој живот, а вие одите кон нешто Да, ново. ние викаме тоа е као бивша девојка. Се уште имаме некои помешани емоции, но гледаме да го заборавиме и да се фокусираме на следниот проект. Значи следниот проект ми е се вика Аквариум, го работиме заедно со Дејан Дуковски, и ако биде се окей, би снимале следното лето. Благодарам многу. Тоа беше Боријан Зафировски, наш режисер, чиј што филм Ефектот на среќата победи на Балканскиот филмски фестивал во Подградец.